Драги пријатели, вечера повторно ќе дружуваме преку видеоанализа. Кој што ви кажа во минатите мои видеа, оние што има желба први да го добијат, треба да притиснат на претплатите или Skype. Претплата е нормално бесплатна, први ќе имате мојата видеоанализа. Се случуваат многу работи на глобална сцена, но малку неполни за САД, НАТО и Запад. Зошто? Се доведува во прашање самиот собственик на НАТО. Во Германија се случуваат вежба која се вика ослободување на територија Полска. Сето укажува дека Германија се подготвува да си го врати делот кој Полска го доби по Втората светска војна. Тоа автоматски ќе значи растурање на НАТО. Но исто така треба да се призна дека НАТО изненаден од новите руски ракети ПО-24, кои се соборуваат и уништуваат. Значи, оно што го зборев, мислам, објективно кажувам, ја нисам руски нити американски ориентиран, но Русија се освојува хиперсонично оружје една деценија пред САД, значи пред НАТО. И третата проба во САД беше неуспешна со хиперсоничната ракета. Но ово не е само прашање за друго, има немоќ во хиперсоничен, тука се и торпедата Поседон и така, со да не ги редам. Инаку денуве во Средоземното море падна американски авион, кој тврдал дека не е соборен, инаку загинаа сите 5 војници специјалци во хеликоптерот, а тоа е хеликоптер заедно со неки мак, но да, пратија носач, дали од носачот, не знам, поради војниот судир во Израел. Американците тврдат дека хеликоптерот не е соборен, дека сам паднат, но колку е висина тука не знам. Во Сирија и во Ирак исто им се случуваат лоши работи, поточно во Сирија американските бази постојано се рекетирање, има многу мртви војници. Тоа се случува и во Ирак. Сето тоа зборува дека полека американците ги бркаат од Блискиот Исток, а со тоа постои голема опасност за Израел. Јас многу го кажав дека требаше да ја прекинат офанзивата на време со предлабоко влегува, бидејќи може да се случи да бидат избришани од картата на светот, но што најстрашно може да доживеат мусулмански джихад, да бидат прогонувани низ целиот свет кај што има евреи и еврејски заедници. Но не ми послуша, во мојата неза рекол дека они ќе одат со глава води и навистина тоа се случува. Инаку Русија, американците се жалат дека благодарение на нивното злато, имат доразници многу злато, продажба, ги избегна санкциите, значи не претрпе никаква штета, само Запад тука претрпе. Тука треба да се напомене дека